Добар ден, благодарам за присуството. Нас не е многу битно денеска да зборуваме за ова што го гледате позади мене денеска. Тоа е една кампања нова во смисло како нов бран, како дел од лагите на ВМРО ДПМН. Новата кампања е всушност повторно лага за граѓаните дека ниту Мицкоски, ниту ВМРО ДПМН никогаш досега не рекле дека ќе го поништат Преспанскиот договор, дека ќе го вратат името и никогаш не рекле дека скандирале никогаш Северна. Да видиме дали е тоа така. Има овде изјавата најнова на пратеникот од ВМРО ДПМН кој што го тврди обратното од вистината, тоа дека никогаш ниту Мицкоски, ниту ВМРО ДПМН не дало такво ветување. Ајде да го подсетиме Мицкоски што кажал. Може би Мицкоски да вистина заборавил што кажал дека бил во опозиција. Се случува тоа со оние кои што се нестабилни политичари, кои што кога дојдат на власт имаат комплетна амнезија за тоа што се случува. Се додека сум во ВМРО ДПМН, Преспанскиот договор нема да биде завршена работа. Кој го каже тоа Мицкоски? Ние од СДСМ или ти? Кој го кажа следното? Ке го менуваме Преспанскиот договор. Тоа дека беше во опозиција. Кој го кажа ова Мицкоски? Ако бидам премиер, никош нема да кажам Северна. Ако кажам Северна, нека ми го одземат мандатот. А токму кога го доби мандатот, кога даваше заклетва, го кажа Северна толку силно да уште одзвонува во салата на собранието. Да не зборувам за тоа како одзвонува председателката на говорот на председателката на државата во салата во Обединетите нации, кога Северна го употреби повеќе од колку сите претходната влада. Мицкоски кој го кажа ова? Ме боли и ме пече во името на сето тоа, а за името на државата не сакам да градам кариера. Па целата кариера ти ја изгради всушност врз основа на лагата, дека кога ќе дојдеш на власт, ќе го поништиш Преспанскиот договор, ќе го вратиш името и така натаму. Значи, лагата е како шило. Мицкоски клечеше и молеше да дојде на власт, ветувајќи го ова за кој што денеска зборуваме, лажејќи граѓаните дека ќе го направи спротивно тоа денеска што го прави. Треба ли и уште докази да вадиме од неговите изјави и настапи на неговите пратеници, министри, за да конечно им стане јасно дека оваа лага е прозирна и дека веќе е смешна и трагикомична. Неколку пати кажував во име на СДСМ, ќе повторам и денеска. Што прави Мицкоски кога ќе го фатите во лага? Одговара со нова лага. Таква нова лага и неговиот закон за двојно државјанство, со кој што, ако се сеќавате, предложи пратениците, но не од овој состав, од идниот состав, да не имаат само едно државјанство, да не може да имаат две државјанства. И тоаш кога СДСМ со свој закон предложи поинакво уредување, почесно, поодговорно, а тој е ниту член на владата, ниту било кој што ќе биде избран и именуван да нема двојно државјанство, туку да има само македонско, Мицкоски одеднаш се повлече. И од тогаш го нема. Ако се сеќавате, вети, рече дека ќе разговарал, цитирам, со разни експерти да го консултират уставот. Да го проверат уставот. Па еве сега да го прашаме директно во камера. Мицкоски, неговата партија исто. Кој устав сега го проверувате? Оној вашиот македонскиот или оној вашиот бугарскиот? Тоа е лагата, тоа е вистинското лице на ВМРО ДПМН. Тоа е партија која што патриотизмот го користи во популистички цели, а во позадина вадат бугарски државјанства. Тоа се лаги, тоа е лицемерие, тоа е манипулација, која што служи за одржување на моќта, која што пак служи за заштита на криминалот кој што секојдневно го прават. Ние се разбира тука нема да застанеме и докај ќе откриваме вистината, бидејќи рековме таа мора да излезе на крај на површина. И од тоа нема да се откажеме никогаш. Не може да се создаваат конфликти намерни со Бугарија,
на тоа да се печалат патриотски политички поени, а во позадина да се живее и да се патува со бугарски пасош. На крај излегува дека нас од бугарите не бранат бугари. А тоа нема да го дозволиме, се разбира. Почитувани граѓани, најголема закана за нашиот идентитет всушност е самата ВМРО, организирана криминална група, која што со својот лажен патриотизам секојдневно ги уништува позициите на нашата држава. Затоа, за да нема повеќе вакви манипулации, спомна и вчера председателот на партијата, нов закон за корупција, кој што да видите како преку ноќ во една поинаква атмосфера ќе ги сите овие проблеми реши во однос на тоа дали можеме да веруваме или да не веруваме на некоја влада. Ви благодарам многу.